Истрагата за полициските службеници и началници, осомничени за трагедијата во Пулс, е завршена. До средината на декември се очекува јавно обвинителската одлука, потврди државниот обвинител Љупчо Коцевски. Предметот го води само еден јавен обвинител поради недостигот на кадар, посочи Коцевски, а шефот на ова обвинителство, Ислам Абази, потенцира дека во моментов работат со 5 обвинители помалку отколку законски предвиденото. Во јавното обвинителство за организиран криминал има само тројца јавни обвинители што работат со полициски овластувања, така да и таму имаме многу мал број на обвинители, меѓутоа шефот на јавното обвинителство и јавниот обвинител кој што го работи предметот процениле дека е доволно конкретниот предмет да го работи за сега само еден јавен. Сега течат роковите за докази да приложи одбраната. 15 дена тоа се, така да после тоа се очекува јавно обвинителска одлука. На Македонија фалат на обвинители и реално немате од каде да се земат више. Во секој обвинителство кога ќе видиш фала. Абази изјави дека во оваа втора истрага поврзана со трагедијата во Пулс се опфатени и актуелни началници, а прибрани се докази кои се однесуваат на целокупното постапување на полициските службеници од 2012 година па се до кобната ноќ, а станува збор за вкупно 30 на полициски службеници од Штип и Кочани. Истрагата се води во таа насока да видиме пропустите на секого од лицата за полициски овластувања, што се пропустите на секој од нив. Освен оваа истрага, во обвинителството во Кочани се води уште една со која се опфатени инспекторите од Управата за јавни приходи. Двајца од нив остануваат во домашен притвор, откако и Кочанскиот суд го отфрли барањето на обвинителството да им биде одреден ефективен притвор, а за останатите се определени мерки на претпазливост.